А сега преминуваме на оној дел со гости и посакам ова добро утро, односно гутен морген на нашата гостинка, а тоа е господја или фрау Пепи Димовска, која што, дали да излежам дека специјално од Германија дојдовте заради нас или не? Додека сте овде на гости, дојдовте и кај нас на гости, ете така да кажам. Јас обожавам, ја сакам Алфа телевизија, затоа гледам луѓе што зборат и знам се, затоа што кога сум слободна, јас гледам првен телевизија македонска, значи во текст германски сум тргната од телевизијата, не знам ни што се случува. Па не им се толку интересни вестите кај нив, како кај нас. Нема вакви случувања тие, нели? И вака убави нема во Германија. Ај, убави сме. Суза и Пепи, повелите. Благодарам, Искра, а немаат ни ваква прекрасна публика, гледачи кои што ги имаме ние како семејство од другата страна на камерите. Пепи официјално добре ни дојде. Знам дека секој слободен ден, секоја слободна минута користиш прилика да се вратиш дома во твојата Македонија, од каде што си излезена веќе 50 години. Зарем е можно? Можно е. Се е можно. 50 години. 75-та 6 јануар заминав за Германија и сега ми е тешко што заминав. И сега до 6 јануар 2025 точно 50 години. Дали Германија беше конечна одлука или беше да пробам? Не, јас тоа време се млада, некако забегав, се омажив. Се излажа. Се излажа. И заминав, ете, како брачен другар со својот партнер, со мојот бивши партнер, можам да си кажам, значи нема да се да. Така е. Тоа е наша историја, Пепи, ние не можеме и не смееме да бегаме од нашата историја. Така да си рековме првен 2 години, 2,5 години ќе направиме нешто, ќе се вратиме, ама стана 50 години. Направивме се таму и тука направивме нешто, една куќичка, само што за жал јас мислам дека само некогаш вака ќе поседам подолго време, ама кога фамилијата ми е горе. Да. А горе се двата сина, кои што се резултатот од тој ваш брак, кои што се веќе возрастни, имаат и внуци. Едниот има 4 дечиња, 3 девојчиња, едно машко. Нека си живи здрави. Да си ги поздравам, може би гледаат. И другиот уште не ми е женет син. Тоа е, живееме таму. Ќе биде и тоа. И тоа ќе биде. Пепи, искористи годишен одмор, патен беше во соседството на одмор, изгледаш прекрасно, морам да кажам. Колку во Германија се живее на начинот на кој што живееме ние македонците? Кај нас се уште и покрај кризата во која целиот свет влезен, па и Македонија, економската криза, кај нас се уште некако луѓето не разликуваат што е понеделник, што е во сабота. Луѓето се социјално активни секој ден во седмицата, 7 дена во седмицата, луѓето се комуникативни, се среќаваат, се договараат, се дружат и така натаму, што може би и не е секогаш некоја добра страна, но во Германија не е баш така. Не е така, Сузе. Како се живее во Германија? Јас имам една изрека, ние странците, иако живеам толку долго, јас сум уште странец таму, така си кажувам. Имаме две облеки, значи, не? Имаме пижами и имаме работничко дело. За нас е среќа ако некој од тука дојде во хененде викенд, да ние кажеме идеме на македонска музика. Тоа е за нас излезот. Комуникација, некои си комуницираат, мислам, додека јас живеам така у помало место, каде што немам толку контакти со наши, ама имам доста помогнато на наши. Значи, таму кај што работиме, веќе превладува македонецот. Значи, во последнава деценија, енормно голема бројка. Значи, дојдени се, така ќе кажам, може би не е навреда да кажам, директори што се тука, па дојдени се таму, садови перат. Така да не е лесно да се живее во Германија, не е тоа што беше, знаеш. Ние додека бевме, почетокот Германија беше до предедно, да ги кажам, 10 години, може би, ајде и повеќе,
беше многу убаво за живење. Значи, можеше да се живее со една плата. А сега и две не стигнуваат. Значи, не се жалам од да не можеш да преживееш, али живееш за да живееш, не да преживееш, да живееш. Значи, толку има, границата ти е. Мораш секој цент да го свртиш, да видиш каде ќе ти оди. Глобална криза го погоди буквално целиот и развиениот свет, но особено земјите како нашата, која што се уште си го бара своето небо под сонцето, навистина е исклучително тешко, затоа и многу млади илјадници семејства ја напуштија земјата и луѓе кои се уште не оформиле семејства ја напуштаат земјата и константно само сумираме бројки дека се празнат училиштата, се празнат градинките, се празнат становите, значи. Жалосно е, сепак некој ќе ми напише ако ти е толку лошо во Германија, врати се нас, тие се изговорите. Јас кога би можела не за пари, јас кога би можела би се вратила и утре, ама тоа што ме држи се моите деца таму, јас не можам нив да ги вратам. Како тие се навикнаа? Тие се родени во Германија, всушност на нив и не им ни беше стресна промената затоа што тие си се родени таму. Го знаат ли македонскиот јазик? Знаат и двајцата зборат македонски. Саше беше и во војска тука 2001, кога беше најкризното тука. Малиот Гоце, тој и помалиот, он си збори исто. Јас кога разговарам со нив, значи разговараме на македонски. Па сега и дури да кажам снаата ми е од Доминиканска република. Дури таја вчера со сестра ми ги слушам на телефон, си зборат македонски. Прекрасно. Значи, покушава и она и децата да се вовлечат во македонскиот и шпанскиот јазик, наравно германскиот им е прв јазик. Што значи и малите се надевам дека ќе го задржат тоа, а знаат, значи сакаат и да дојдат. Ако што знаат малите за Македонија? Па добро, они знаат дека дедо и баба се од Македонија. И ги имам донесено во Охрид, бев со нив, значи син ми беше пред 2 години исто тука, значи ние ги носиме да знаат од каде татко им потекнува. И седиме и се некојаш и ќе им кажувам приказки, значи да малце знаат сега, да остане во како за нив да знаат, да. Си имаат тука во Ѓорчете, сме направиле за кога сакаат може да си дојдат да си одседат, значи не мора да идат по хотели, по ова нивно си знаат дека е тоа нивно. Во Шишево, кај што сум родена, имат исто една нива, ако не повеќе. Значи, децата мораат да знаат од кај потекнуваме. Мораат и сакаат. Не ги терам ја со сила да... Одлично. Вие сте во исти град живеете со синовите или на различни места? Истото град че имаме, да. На 50 на километри од Диселдорф. Од Диселдорф, да. Германија, колку што следам јас, се трудам да следам, бидејќи многу мои драги луѓе заминаа во Германија изминативе години, има доста развиена активна диаспора од млади, ентузијасти, интелектуалци и луѓе кои вистина со срце и душа си ја сакаат својата земја, си имаат тие таму своји професии, си напредуваат во својата работа, меѓутоа не престануваат да бидат поврзани со својата земја. Да, Сузе, во Диселдорф сега кога значи јас бев Швајцарија, бевте вие мислам дека Благоја Груевски беше. Да, пред година и нешто така. Да, бев јас и таму, значи таму беше ненормално полно. Значи сега во Диселдорф едно по друго идам, беа Владко, Дамјан, Спасен, значи јас луѓето повеќе не ги познавам затоа што тоа све што е дојдено е ново, све нова генерација, значи со дечиња мали преку 1000 души има во салата. Веројатно ние малку сме подостареле, ама ние не се даваме. Ти изгледаш прекрасно, навистина и кој би рекол дека си баба на 4 внучиња и навистина претпоставувам дека и музиката е нешто што дополнително ти ја држи младоста свака во една едно убаво пакување. Ај веќе кога ја споменуваме музиката, ќе запееме ли нешто, Пепи? Па може, ајде. Инаку морам да кажам дека од технички аспект не сме во можност да ја пуштиме најновата песна сега тазе снимена на Пепи, ама многу скоро ќе имаме можност, па иако таа нема да биде во Македонија, ќе имаме можност да ви ја промовираме и да ја видите и да ја чуете и вие, ама па нешто друго се разбира од нашата убава македонска песна, Пепи ќе ни запее. Сузе, јас сега ќе пробам акапела, како се вика, не, значи без музика. Имам една омилена песна, не затоа што се вика
Турунџиева, него затоа што името Турунџиев за Македонија вреди многу. И сакам да испеам песната за, мислам дека дедо ти, прадедо, Црно му било пишано. Браво, Пепи. Одамна никој не ми ја испеал, ама ми е драго што баш. Ако имам шанса, така јас почнувам помалце. Ајде, ќе ти помогна. Да. Црно му било пишано на Александар Турунџиев, 16 годишен војвода. На 17 го фатија, 16 годишен војвода, на 17 го фатија. Ми трепери гласот. Стварно таа песна е... Ти благодарам. Да. Убава е, меѓутоа е болно како и тажна, како што се тажни поголемиот дел од македонските песни. Јас баш на сестра ми вчера викам, Рада, викам, знаеш што, таа песна стварно ретко се пее по... Ретко никој да е... Па тажна е, ги растажуваме луѓето. Мене, да речеме, ми се случувало кога бев многу помлада, на свадба некаде каде што ќе ме видеа луѓето дека сум дошла на и да ме замолат ајде да испееш песната. Викам, луѓе, не е таа песна за на свадба, ќе ги фрлиме во депресија, во тага луѓето. Тоа е наистина болна и тажна песна. Јас дури секогаш кога сме се шегувале со блиски луѓе за нешто поврзано со нашиот фолклор и ќе споменевме песната и ќе се речев зошто баш за мојот роднина Црно да му биде пишано кога и други. Не, на свадба не, јас не ги обожавам. Меѓутоа за жал, еден голем дел од нашите македонски борци, револуционери, храбри синови кои се ги положиле младите животи се предадени од домашните кодоши, како што бил и Турунџе, затоа и се пее Црно му било пишано. Од својот народ. Да. Какви песни се пеат во Германија и колку имаш можност да го пратиш она што рече Центарот Македонско сонце, кој што е македонскиот културен центар во Дизелдорф, кој што навистина има голем потенцијал да ја надмине дури она активност на швајцарските клубови кои што и тоа како ја обединија македонската диаспора во тој дел од Европа, навистина прават напори да ги донесат најголемите имиња од овде, пејачи, бендови, групи, луѓе, креативци кои што сакаат да бидат таму и сакаат да го сплотуваме македонскиот народ кој што е раселен, веќе ни заминува. Значи, јас контактирам, ако не е друго, преку страната на Facebook со Македонско сонце и се информирам и кога ќе се пушти нешто за реклама, па ќе оставам и кај мене, така да меѓу себе се... Да ги споделуваме, тоа е поентата на социјалните мрежи. Споделувам, значи, јас стварно може да кажам, после долго време, после долго време, кога клубот Македонско сонце од Дизелдорф е вториот кој направи сега пак да се обединиме. Може би некои ќе ми замерат, како што рековме нашиот народ малце, нека ми простат. Ама ние на секој најдеме мана. Ако е чашава овде, зошто е овде, зошто не е таму. Такви сме си затоа помалку, кажувам се, нека ми извинат некои, ама за сега се меѓу најдобрите во Германија. Може да кажам слободно, се радувам ако е така. Имаше едно време додека ние во Хюрт имавме црковна општина, функционираше исто како сега што функционира Македонско сонце клубот. Значи, толку народ се збираше. Тоа. Ги поздравувам многу и се надевам дека многу наскоро и ние со екипата на Алфа телевизија ќе имаме можност да ве посетиме и да видиме како функционирате таму, особено на крајот на ноември кога ќе се случи еден голем убав настан, концерт. Поканета е и нашата екипа, таму солистички концерт ќе имаат Наум и Зуица. И верувам дека ќе биде целата македонска заедница таму присутна, можеби и од соседните земји, од Германија сум дефинитивно сигурна дека ќе се приклучат. Може да кажам само една молба до сите македонци во Германија и македонски клубови или ресторанти. Значи, да не прават во исто време прослави приватни настани, за да може ние да го уништиме тоа што сега се гради.
Значи, се случува на истиот ден и сега тоа се случува моментално. На истиот ден, на 21 има хуманитарен концерт во Диселдорф, Солинген, Диселдорф, Хилден, тука тој простор. На истото време се носат пејачи во приватни ресторанти и тоа врвни пејачи. Не би требало тоа се случи. Не би требало, да. Би требало колку може на сето тоа да се внимава за да можат луѓето да дојдат онаму каде што е. Да, затоа што Македонско сонце не прави прослава за да се збогати, туку за да го обедини македонскиот народ и се спрема, например, јас како што сум информирана малку, сакаат да изградат уште една црква во Диселдорф. Браво. Јас мора да кажам, затоа што никој не ми го кажа, јас што читам и гледам, значи јас посакувам да се изгради, значи ние имаме у Дортмунд една, Франкфурт, нас околината на Келн, Диселдорф ни е најблиско, што треба да се помогне, а не да се одмогне, за да не успееме. Секогаш за сите заложби, трудот, посветеноста и љубовта и патриотизмот кон сопствената земја го поздравувам и претседателот на Македонско сонце, доктор Блашко, доколку ќе не види одложно се разбира. Кажи ми колку германците, Пепи, ги користат социјалните мрежи, дали се и тие толку закачени како што кај нас, да речеме, се што се прави, се што се јаде, се што се пие, се што се приватно случува, мора ли да се објави? Дали германците имаат такви навики? Може би мал процент, тоа е вистина. Значи, они ако објават, ќе објават нешто што вреди, значи, дали се работи за работа, информативно нешто. Ама ние нормално објавуваме се живо на Фејсбукот. Да, така тоа таму е друго. Значи и самите јас кај што работам, колегите ќе види, а ти беше вика таму, ти беше таму, значи они пратат, а самите ќе погледнеш нешто фамилиарно може да стави, некоја прослава или нешто. Да, приватност, за себе. Мислам дека е тоа паметна опција. Да. И секој еден меѓу нас кој што малку повеќе открива, подоцна си создава и бројни неприлики, што е навистина непотребно во ова лудо време во кое сите ние некако се обидуваме да функционираме. Пепи, времето ни се троши. Јас ќе те чекам следен пат кога повторно ќе ни дојдеш и видеото да го промовираме. Може би до тогаш и ќе ни го пратиш, па ќе имаме можност да им го подариме одложно на гледачите, ама може би па и ќе се видиме во Диселдорф на настанок. Да, Диселдорф, значи веќе јас имам закажано. Ставено е во туду листата. Во листата ставено е дека јас сигурно нема да ве пропуштам. Ќе видиме како функционирате на ваш терен. Ти благодарам многу што и покрај тоа што знам дека деновите и времето ти се бројани со драгите луѓе кои овде пак имаш да ги посетиш, дојде ова утро, вака убава ни ја разубави емисијата и ти посакувам многу среќа и наредните сите години да се нижат таму убави настани во кои музиката ќе си има битно место во твојот живот. Јас сакам да ви се заблагодарам од срце, посебно Алфа телевизија, да ве поздравам уште еднаш ке ве од овде и ве гледам, ќе ве следам. Гледај, не јави ни се некогаш, ти знаеш дека од Германија имаме гледач кој редовно ни се јавува, Чичко Саве, и го поздравувам и него и сите наши македонци ширум светот ги поздравувам, нашата диаспора, затоа што знам со каква грудка и со каква тага понекогаш следиме се што се случува во нашата земја. И јас сакам сега сите да ги поздравам, моите пријатели, моите роднини, да не ги набројувам, така да ми беше мило. И немој да ни плачеш сега. Знам дека одма те тера на солзи, но тоа е таа носталгија. Носталгијата тепа. Тепа.